Почитувани, добродојавте во новото издание на емисијата Пресврт. Емисија со нова сезона која оди започнува на Слободен печат. Секоја седмица овде, токму на каналот на YouTube, каналот на Слободен печат и на порталот Слободен печат ќе можете да ги гледате нашите анализи, дебати и коментари за политичките случувања во земјата, регионот, но и надвор. Секоја седмица, како што напоменав, ќе ги обликуваме мислењата за иднината на земјата, регионот, но и светот. Во првото издание, како мој прв гостин, имам чест да разговарам со поранешниот министер за надворешни работи Никола Димитров, а темата поеќе од јасна е она што можеби помалку се зборува во македонскиот етер, а тоа е нашата евроинтеграција, последниот извештај за нашиот напредок, регионот, но и каде застанавме и што треба да откочиме. Токму по тој повод, денеска во студиото на Слободен печат и во емисијата Пресврт е господинот Никола Димитров. Господин Димитров, добродојавте во Пресврт и во Слободен печат. Добре ве најдов и поздрав до вашите гледачи. Слушнавте најавата, тема која што е може evergreen, можеме да ја кажеме овде во македонскиот дискурс, но меѓутоа имаме некакви задвижувања, но за жал не во Македонија, да во регионот. Па би сакал еве пред да почнеме со на глобална поширока перспектива за нашиот евроинтегративен пат, би сакал малку да прокоментираме за она што е последно што се случува и што е насвежо во домашниот етер, тоа беа локалните избори. Една чист ваш коментар на почетокот, како ги оценувате локалните избори, што дадоа како сигнал за земјава, на која насока ќе се води, како ваш коментар како завршија тие? Мислам дека резултатот не беше изненадување, барем не за мене, ама и за многу од набљудувачите, аналитичарите и така натаму. Се потврди на некој начин власта на владеачката коалиција, на ВМРО, ДПМН и на Бреди. Споредено со претходните локални избори, мислам дека тие можат да бидат задоволни. Се потврди исто така кризата во опозицијата. Не се остварија очекувањата дека ДУИ ќе се наметне, ќе има основа за поголем притисок за влез во влада, кон парламентарни и така натаму. И се потврди големата криза во која што се наоѓа СДСМ. Исто така, мислам дека има и сигнали на барање на нешто ново и можеби во вториот круг за градот Скопје кандидатот на Левица ќе добиеше и повеќе гласови да не беше кандидат на Левица. Така некако мене ми изгледаа работите, бидејќи традицијата на таа политичка сила е контемно, со лутина, со агресија во настапите. Овде имавме еден поинаков приод кој што мислам дека допре до повеќе луѓе од да речеме опфатот на Левица со тој стар стил. Интересно еден развој, да речеме, на настаните. Меѓутоа, мислам дека оваа другата тема ни е поважна. Така, секогаш од локалните избори. Кога станува збор нашиот напредок кон него, па од другата страна политичарите кои што сега се на власт некако ја забушутуваат, не сакаат многу да коментираат, односно се вадат на оние некои стари флоскули дека Европската унија има дволична политика кон нас, проширувањето зависи од нив, не туку од нас. Но има еден нов момент кој што го раздвижува полека и регионот, а тоа е прва меѓувладина седница на нашата комшиска земја, ако можеме така да кажеме, Албанија со Италија. Во деновиве што следат веќе албанскиот премиер Еди Рама најави дека ќе присуствува во Рим со неговата колешка Џорџа Мелони, каде што има прва меѓувладина седница за отварање на дел од поглавјата. Оваа приказна кај нас некако е далеку.
Италија е голем поддржувач на Албанија. За жал, ние немаме таква среќа со нашите соседи кои што се земји членки на Европската Унија. Имаме едно сосема поинакво искуство на блокади, на проблеми, на билатерални спорови и така натаму. Иако токму земјите соседи покрај земјата кандидат имаат најмногу што да добијат од европски успех кај својот сосед. Се надевам дека еден ден и ние ќе стигнеме во една таква ситуација, нашите најголеми поддржувачи да бидат токму Бугарија и Грција. Проширувањето се смени во голем дел динамиката, политичките ставови, актуелноста на политиката на проширувањето. Прво со руската агресија врз Украина и второ со кризата во трансатлантските односи со овој втор мандат на претседателот Трамп и сознанието кај европските лидери дека треба да преземат повеќе одговорност за безбедноста, за иднината на континентот и за неговата консолидација. Во тие рамки проширувањето станува и се гледа и низ безбедносна и геополитичка призма. Комисијата сака да покаже успех, смета дека најмалку проблеми и најмалку пречки ќе има со Црна Гора и со Албанија. Тоа, впрочем, го појасни еврокомесарката Марта Кос, која што, пак кажа дека Албанија и Црна Гора можеби некаде до крајот на декадата и официјално не знаеме, меѓутоа ќе ги завршат преговорите за членство во ЕУ. Се чини дека тоа е возможно, не е сигурно, меѓутоа повеќе изгледа возможно од претходно. Дали ќе се зачленат, ќе зависи од самите земји членки, комесарката Кос или Урсула фон дер Лајен, претседателката на Европската комисија, не одлучуваат 27-те земји членки. Така. И во таа смисла доволно е кај една да има некаков проблем. Некои од нив имаат задолжителен референдум. Да речеме Франција или треба да има позитивен референдум или треба да има 3/5 мнозинство во двата дома, и во долниот и во горниот во Париз, за да имаме нова земја членка. Има прашања што не се разрешени. Да речеме Франција, па и Германија и претходната и сегашната влада на канцеларот Мерц во владината програма, во коалицијскиот договор се вели дека внатрешните реформи, односно прашањето кој ќе плаќа и кој ќе одлучува, како ќе се одлучува, треба да се решат паралелно со приемот на новите членки. Иако беше најавено и се очекуваше дека мислењето на комисијата за овие прашања, како ќе изгледа идната Европска Унија со 30 и повеќе земји членки, требаше да биде објавено со пакетот на проширување од пред некој ден. Се одложи овој документ. Политико шпекулира дека можеби на 19 ноември ќе го имаме овој документ. Важна една дебата што не чека, што е многу тешка, бидејќи далеку се од консензус што и како понатаму. Сега, каде сме ние? Да, тоа ми беше следното прашање. Тој проширувачки моментум и таа еуфорија, ако можеме да кажеме, во регионот веќе се осеќа. Можеме да ги прочитаме по насловите на весниците во Црна Гора, Албанија секојдневно и со справување со корупцијата, со диво градбите и така натаму и со отпочнувањето на преговорите. Овде секогаш се постава прашањето каде исчезна тој моментумот за Македонија. Во моментов е статус кво, можеме да кажеме слободно така да се изразиме во земјава. Недалава имаше неуспешен обид за онаа комисија, историска комисија, каде што немаше никаков ниту заклучок, ниту па некакви најави за иницијатива за
завршување или пак за помастување од мртва точка. Што практично тоа значи за нас и зошто Македонија нема таква еуфорија, ако можеме така слободно да кажеме, за проширување? Нашата, мислам дека нема потешка приказна од европските наративи во смисла на земји кандидати од македонската, бидејќи кај нас заради една целосна билатерализација на процес што е пред се или треба да биде процес на демократски и економски реформи, усогласување со европското законодавство, работа за екнување на институциите, борба против корупција, владење на правото, слобода на медиумите, кај нас во фокусот и кај нас дома и при посетите на представници од Брисел, од земји членки се билатералните прашања. На некој начин една сосем обратна со главата удолу ситуација. Имавме пробив со Преспанскиот договор, меѓутоа, за жал, тоа не беше доволно, некои ветувања не беа испорачани од Меркел, мислам дека граѓаните, гледачите ќе се сетат, и по оние надежни 18-19 година за нашиот европски пат, ние ја имаме оваа приказна која веќе не е нова, со Бугарија и со мешање на историски идентитетски прашања во пристапниот процес. Клучната грешка на пакетот од јули 22 година беше мешањето на копенхашките критериуми, пристапниот процес, со овакви прашања. Нерешени, а прашања од кои што ќе зависи дали ќе чекориме напред. Сите познавачи кои што не ги интересира кој е на власт во Скопје, Така? од типот на Гералд Кнаус од Берлин или Флориан Бибер од Грац, тогаш напиша дека и покрај тоа што очигледно надежда е дека ќе има некакво поместување за нас во процесот, тој пакет ќе донесе напротив повеќе стагнација и повеќе фрустрација. И мислам дека тука сведоци сме на дека токму тоа се случува. Ние сме стагнирани, еден вид паркирани сме на страна од европскиот пат, не само по наша вина, мислам дека вината ја делиме и со соседна Софија, и со одлучувачите во Брисел и во земјите членки. Сега, тоа е што беше, како дојдовме до тука. Токму така. Мислам дека е важно за стратешка цел кон која што се стремиме со децении. Ние, за нас, Европската Унија е се. Ние сме обкружени со земји членки, целиот наш регион. Тргуваме со Европската Унија во огромна доминација, можеби 80% од нашата надворешна трговија. Во огромен дел инвестициите доаѓаат од земјите членки на Европската Унија. Одиме на одмор во земјите членки на Европската Унија. Нашите деца многу често студираат надвор и, за жал, оние кои што ќе одлучат да си ја бараат среќата во некоја странска земја, обично тоа го прават во земја членка на Европската Унија. Нашата надеж за посредена, поорганизирана, поправедна Македонија е исто врзана со европската приказна. Овде би сакал исто да ве потпрашам, а во таа насока која што образложивте пред малку во претходниот одговор, колку е од друга страна, па ако можеме така да го свртеме, и вината кај нас. Домашните критичари, аналитичари, ако можеме и домашната јавност, како што напоменавте, велат често пати, испорачавме се, идентитетот не се менува, но колку вината е кај нас во случај ако се земе во предвид дека ние веќе имаме договор за добро соседство со Бугарија. Ние сме го прифатиле овој процес. Какви се оние исходи што ги зборат дека постои можност за менување на правилата кои што стојат во договорот? Пакетот од јули 22 година излегува во голем дел од рамките на договорот за пријателство. И сега овие детали
треба време и трпение прво за граѓаните, дури и за странските звоничници што ни доаѓаат на посета. Обично кај нив е каде застанавме таму застанавме до уставните измени. Нема време и нема трпение за една целосна слика која што е нужна за да најдеме решение од оваа каша и да излеземе од паркингот. Нели да ја запалиме, да речеме, европската машина во Македонија. Мора да најдеме начин како ќе спречиме ситуација во која што ние повторно ќе се вложиме, ќе направиме чекор напред преку уставните измени, а тоа да не доведе до она што го посакуваме, отварање на патот кон членство. Тоа што многу често, да речеме, едно од соопштенијата на бугарското МНР посредбата со нашиот министер на маргините во Минхен, експлицитно вели уставните измени се само првиот чекор, има низа обврски што се дел од условите за бугарска поддршка, кои што се наведени во вториот протокол, кој што е споменат во преговарачката рамка и така натаму и така натаму. Значи, ние мора да најдеме начин, дали преку наш акт, дали преку очекување од Европскиот совет, нивни заклучоци, што може да помогне, меѓутоа јас мислам дека најголемата гаранција можеме да направиме ние и таа се крие во начинот како пред се во уставниот закон кој што би ги спровел измените за кои што зборуваме, измените во преамбулата практично на уставот. Ние мора да се заштитиме, може би можеме тој чекор да го направиме реверзибилен, па ако од другата страна нема добра вера, нема fair play, тогаш може би можеме да се вратиме чекор наназад. Не може, мислам дека не е многу корисно јавно, прецизно да се зборува за можните решенија, меѓутоа ние мора да бараме решение активно. Немаме луксус, ако навистина се отвара прозорот, ако навистина се отвори вратата за нови членки, ние мора да бидеме таму. Или барем да направиме се што можеме рационално за да бидеме таму. Тоа како општество мислам дека треба да си ја преземеме таа обврска. Многу е тажно и многу не ослабува тоа што нема национална позиција за ова прашање. Да прашам и имаме големи разлики меѓу владеачката коалиција, пред се меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ за ова прашање, за патот напред. За жал, од СДСМ, како што имаше признание дека сгрешија со кривичниот законник, кога ги намалија казните и овозможија застарување на едно чудо дела за кривичното дело злоупотреба на службена положба, немаше таква реализација и јавно признание за пакетот од 22 година. Тоа ќе биде почетокот кон градење на една национална позиција која што ќе не направи нас многу посилни и посериозни и во очите на нашите европски партнери и во очите на комшиите во Софија. Мислите ли дека, и опозицијата спомнавте, ќе се изнајде некоја сила, тоа јавно да го каже, исплотено, да се изнајде во исто време тој општествен консенсус, да отпочнеме преговори, макар тоа биле и со оној пример кој што го пред малку спомнавте, дека во случај од другата страна да не се испочтуваат некои услови, ние да можеме да се вратиме чекор на назад. Колку е тоа од хартија и од теорија во пракса изводливо? Колку би било? Не е едноставно. Тешко се признаваат грешки во политиката, иако мислам дека граѓаните би ценеле и нема да биде секогаш негативна последицата. Искреноста мислам дека се цени.
Нас ни треба исто еден отворен општествен разговор, што може би ако не успееме. Каква е нашата иднина ако не успееме, ако се отвори вратата за нови членки, а ние не сме таму на време да влеземе. Таква дебата кај нас не постои. Немаме има нешто сосем по екстремите во нашето општество, кои што се сосем, може би, од друг век тези. Такво нешто ни е потребно. Исто така ќе си помогнеме ако работиме дома. Тоа не е едноставно. Искуството на пристапниот процес во речиси сите земји членки сега, денес, кажува дека најголемите реформски резултати се даваат тогаш кога наградата е видлива и блиска. Да речеме, борбата против корупцијата во една Романија. Добро. Видливите, големите резултати, кога има голем јавен граѓански притисок, кога борбата против корупција е прашање број 1 за романските граѓани, и тогаш кога членството им е блиско. Во нивниот случај 2007 година. Така што за успешен реформски процес е потребна реалната перспектива за членство, меѓутоа истовремено е потребен домашниот граѓански притисок и политички сили што вистински ќе загризат за работите да мрднат нанапред. Ние уште сме во вкупна подготвеност, може би за гледачите тие две работи да ги разјасниме. Европската комисија за секоја земја членка дава оценки во однос на прогресот што го направиле од минатиот извештај до тој извештај, значи за една година, и вкупната подготвеност по кластери и по поглавја. Ние во вкупна подготвеност можеме да фатиме чекор со Црна Гора и со Албанија. Албанија има за нијанса уште помала вкупна подготвеност, иако има видливо повеќе прогрес во изминатава една година. Значи, не е дека премногу заостануваме, можеме да фатиме чекор. Мислам дека група од 3 ќе биде посилна, ќе ми помогнеме и на Тирана и на Подгорица, не само себе си, и воопшто на регионот, бидејќи ќе останат уште 3 земји пред кои што се уште. Меѓутоа, како тоа да се објасни на домашната јавност ако се земе во предвидете во последниот извештај на Европската комисија, кој што нашиот напредок го оцени како земја со мешани изгледи за влегување за пристапување кон Европската Унија. Јас скоро бев во Подгорица, таму имаат сосема обратен проблем од нас. Невладиниот сектор Добро. Вели очигледно има политичка одлука во Брисел Црна Гора да се турка напред. Во мера во која што малку се прогледува низ прсти на нашите реформски промашувања, немање доволно резултати, нели се штиклира. Условите се штиклираат. Процесот и покрај тоа што речиси во секоја втора реченица било кој говор да го отвориме, ќе најдеме е базиран на мерит. Очигледно процесот е реформски, меѓутоа ставен во политички контекст. Ако политичкиот контекст е позитивен, работите се поместуваат напред. Инаку не може да се објасни како ние кои уште не сме почнале сериозно преговори, како сме поподготвени од земја која што е пред нас во отварање поглавја, во отварање кластери и така натаму. Сега, нам не ни помага ако кажеме ова не е фер, ние сме жртва,
Значи, ние имаме пред нас една рационална одлука што мора да се донесе со ладна глава. Ако сакаме да станеме еден ден земја членка, мора да ја прифатиме реалноста на овој процес. Мора да најдеме пријатели што ќе не туркаат напред, така како што Италија ја турка Албанија. Имаме ли такви напред. пријатели ние во моментов во однос на сето она што се и пошироко што се гледа и на геополитичка рамка во однос на Украина, збиднувањата, па ете Молдавија не претрка Албанија, кога се смеевме пред 5 години, условно речено, за незиниот напредок, сега практично земјата е неколку скалила пред нас. Имаме ли некаков партнер во Европската Унија кој што може на кого можеме да се потпреме во овој момент? Ние имаме потенцијал да направиме група од земји членки. Кои се тие? Која што земји членки кои што имаат интерес регионот да стане, да се комплетира Европа со југоисточна Европа. Ја во странство на панели повеќе користам југоисточна Европа отколку Западен Балкан, за да ги потсетам во публиката дека сме дел од континентот. Нели нема Европа во Западен Балкан. Австрија е земја што има многу инвестиции, многу австријски компании работат во Македонија. Позитивна сила е за целиот регион. Словенија слично. Народ со кој што сме блиски, со кој што немаме проблеми, има почит. Хрватска, определени чинители во Берлин, важно е една од големите држави, исто така да бидат поблиску малку до нашите интереси. Колку повеќе ќе покажуваме дека можеме дома да работиме на реформите, толку повеќе ќе ги придобиеме оние земји кои што главно низ таа призма ги гледаат на проширувањето, например земји како што е Холандија или скандинавските земји. Во политиката не помагаат многу емоции, меѓутоа кај многу од дипломатите, па и политичарите кои што доволно долго се во служба, да се сеќаваат на изминативе години, на фактот што сме ние земја кандидат ветеран од 2005 година, има известно чувство на одговорност, дека овде и тие се кабаат. Сега, за ова се да се искористи, ние мора да имаме јасна стратегија како ќе допреме, како ќе ја формираме оваа група. Колку се те во исто време и гласни и во за да бидат гласни, за да не може во услови на раст на десницата, во услови на поделеност па и во надворешната политика меѓу големите земји членки, во услови на мигрантски најави, на мигрантски кризи. Ситуацијата е исклучително комплицирана. И колку оваа шанса е различна, што ја велат нашите пријатели од Европа, е различна од оние минати шанси во минатото која велеа и доаѓа тука во посета во Скопје, сега е моментумот, сега е шансата да направите отстапки. Низ нивната призма, да речеме јас многу неодамна се вратив од Копенхаген, имав средби со тимот за проширување и директорот за европски политики во данското МНР во Копенхаген. Данска беше земја која што беше скептична кон проширувањето. Гледаше со резерва кон процесот и беше од оние кои што настојува на разни начини процесот на некој начин да се развлече. Данска денес е една од најголемите поддржувачи на проширувањето. Клучната причина за овој пресврт во данската политика и позиција е војната во Украина. На проширувањето тие денес гледаат како на безбедносно прашање. Во таа смисла за нив Украина е најважна земја кандидат.
Меѓутоа и самата политика на проширување станува многу поважна, против билатерализација и се приклучија на групата земји кои што сметаат дека за проширувањето, освен на почетокот и на крајот на патот, по Лисабонскиот договор таму мора едногласност, Добро. во меѓуфазите да се одлучува со квалификувано мнозинство, за да не може една земја да ја блокира земјата кандидат или земјите кандидати. И за таа дебата главен двигател е ветото на Унгарија на Орбан кон Украина. Таа е реалноста. Сега, јас мислам дека ние си должиме сами себе си да направиме еден сериозен, разумен напор, една иницијатива како ќе би тргнале напред, при тоа заштитувајќи се, оти би биле исто така крајно неодговорни ако не учиме од лекциите и од проблемите низ кои што самите сме поминале. Значи, не можеме пак слепо напред. Ке си го осветлиме патот, да знаеме кај ке си сгазиме и мислам дека не е невозможно за таков период да ги убедиме европските партнери. Ја исто така се надевам дека ако веќе живееме во еден свет што не тера сите да зрееме и да стануваме поразумни и поодговорни, исто така се надевам дека и политичките сили во Софија ќе тргнат во тој правец, бидејќи резултатот од нивната политика кон нас во последниве години е ужасен за македонско-бугарските односи. Најголема закана според македонските граѓани за нашата земја е Бугарија. Во анкетата на ИРИ, објавена во септември, втора е Русија. Дали мислите дека Европа е сериозна во однос на проширувањето? Одговорот 40% од македонските граѓани, помалку од мнозинство, сметаат дека е сериозна. Минатата година оваа бројка беше 34%, значи има малку раст во однос на дали мислиме дека ова вистина ќе се случи, нели еден ден во нашиот животен век, нашите деца да не мора да одат во Европа за да имаат европски начин на живот и така натаму. Меѓутоа овде ќе пробаме да го искоментираме уште едно-две прашања во интерес на времето некаде да ја завршиме оваа интересна тема, барем за оние кои што ја гледаат Македонија полноправна членка во ЕУ, е растот на евроскептицизмот. Тој е општ тренд кој што насекаде, дури и во земјите членки на Европа, меѓутоа со она конотација која што ја рековте вие и безбедност на доколку проширувањето запре или условено со нови некакви услови, колку овој тренд може да се сопре кај нас, кои се чекорите, кои би биле чекорите и како гледате на овој пад на расположението на македонскиот граѓанин за влез во Европската Унија, ако се земе во предвид дека пред 30 на години тој може би бил и 100%, сега е некаде околу 70, ако не се лажам. 70% е уште висок процент. Мислам дека е логично разочарувањето кај нашите граѓани, бидејќи не беа исполнети ветувања што кон нив беа дадени од европски лидери. Сега, ние мора да се соочиме со реалноста. Треба исто така да размислиме дали времето работи за нас. Што ќе биде ако ние за 10 години од денес, значи за една цела деценија, уште разговараме во својство на земја кандидат, а дел од нашите соседи веќе се земји членки. Дали ги штитиме нашите национални интереси со статус квото? Дали не преземањето, иницијатива, одговорност, ги штити вистински националните? Ова се тешки прашања за кои што треба да разговараме отворено. Меѓу другото, може би, целта на блокадите е и да не влеземе
во Европската Унија. Можеби Имаме ли така мислат дека ќе бидеме послаби. Дел од политичките партии во македонскиот политички естаблишмент велат дека Македонија има солуции. Тоа се некакви сојузи со евроазиски земји, тоа се некакви билатерални договори кои што може да ја заменат оваа траекторија за која што говориме половина час. Јас кога Како пример, се извинам што ќе ве прекинам, ја гледат соседната Србија. Јас кога минувам, мислам дека соседна Србија не би требало да не биде пример. Говорам за Во начинот на владење, земејќи предвид што се случува во соседна Србија. Ние немаме таков тип на проблеми со тој сосед, меѓутоа мислам дека треба да целиме да станеме повеќе како оние земји каде што сакаат да одат нашите граѓани кога решаваат да се иселат. Да станеме повеќе како Словенија. Да станеме повеќе како не мора да бидат од најразвиените, нели, Шведска или Данска или Холандија, ама да ни биде модел Словенија. Земја која што излегла од систем, сме биле во една држава. така. Со таа земја членка, по величина се слични, да учиме од нив, да учиме од Италија, да учиме од земјите од Средна Европа. Тешко е прашањето, меѓутоа истовремено е неверојатно важно и мислам дека решението е некаде кон средината. Ако на едната страна имате политика која вели, јас таа ја нарекувам се што лета се јаде, или што и да ни побараат, ние мора да испорачаме, бидејќи е таму спасот за нас, во Европската Унија, и на другава страна една политика која што си прави клопка самата себе си кога влегуваме во тоа ние сме најголемата жртва, кон нас сите се нефер, всушности не сакаат внатре. Рационална политика би била не на тој екстрем и не на овој. Да се заштитиме, да не бидеме повторно во ситуација на блокада, за прашање што не би требало да се дела од европскиот процес, историски прашања, например, вие во прашањето спомнавте, илустриравте со немање прогрес во комисијата на историчарите. Идејата зошто историјата се даде на историчарите е со тоа да не се занимаваат политичарите, владите, државите, да работиме ние на денес и на утре, а со историјата нека работат општествата, науката и така натаму и така натаму. Значи, да не се доведеме во ситуација на повторна блокада, а веќе сме направиле чекор, да го направиме тоа многу поскапо за Бугарија и да најдеме начин што е можно повеќе да се обединиме околу иницијативата и решението. Јас не мислам дека нешто е невозможно. Во политиката многу малку работи се невозможни, ако сме упорни. Исто не мислам дека само на партиите треба да ми оставиме таа одговорност. Сите ние како граѓани имаме право на глас, на јавен глас, на став. Демократијата не е само, почнавме со локалните избори, не е само еднаш на 4 години да се излезе и да се заокружи гласачко ливче, туку што правиме во своите професии, како настапуваме, дали се здружуваме. Општеството мора да се собере и да видиме, ако сакаме напред во Европската Унија, да го најдеме рационалниот пат. Ако сметаме дека не сакаме таму, ајде да видиме кои се и дали ги има алтернативи. Уште само едно прашање сосема на крајот од нашата денешна емисија. Тогаш каде иднината ако изостануваат овие дебати за кои што дискутиравме овдека во студиото, за проширувањето, кога изостана од медиумите, изостана во јавниот дискурс и се сведовме на чистење ѓубре по улици и на некакво дневни политички програми. Добро, ние имавме прво проблем со ѓубрето реален, а второ имавме локални избори. И сепак надлежностите на градот Скопје, на општините се
локалните прашања што се важни за секојдневниот живот на граѓаните. Не мислам дека темата сосем отсуствува, меѓутоа вакви дебати треба да имаме повеќе и по можност еден предизвик и за политичарите и за вас новинарите на оваа тема да пробаме да се абстрахираме од тоа кој е на власт. Таа пристрасност, ако сме против ВМРО ДПМН и тие се сега на власт, еден вид грешка за ваква дебата или обратно. Не можеме да ги гледаме СДСМ и сега, значи, ајде да тргнеме кои се играчите, туку да зборуваме за државата и за овој важен предизвик за нашата иднина. Господин Димитров, ви благодарам што бевте денеска во Слободен печат и во емисијата Пресврт. Многумина ќе кажат темата е актуелна, можеби не, но начнавме некои подруги гледишта, за кои што верувам дека бевме интересни. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам на можноста и се надам дека името на емисијата Пресврт ќе значи и дека пресвртите се можни. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, тоа беше Никола Димитров, поранешен министер за надворешни работи на Македонија. Со него продискутиравме на важни прашања кога станува збор на надворешната политика на Македонија, она што се случува во соседството кога станува збор евроинтеграцијата. Ви благодарам за вниманието, а ви останете со порталот Слободен печат и секако YouTube каналот на Слободен печат. Пријатно.